председателе. Се повикувам на член 70, став 3 од деловникот и предлагам точката 11 од дневниот ред кој што е предложен за денес да биде точка 5, а тоа е предлог на декларација по повод 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев, поднесен од Ѓорѓе Сајковски, Дафина Стојановска, Рашела Мизрахи, Ели Панова, Антонио Милошевски, Ане Лашковска, Петер Ристевски, Ангелина Капеткова, Лидија Петковска, Благица Ласовска, Никола Мицевски, Дранка Поцкова, Олга Лозановска, Даниела Христова, Мирче Аджиевски, Александар Велјановски, Дајанчо Евтимов, Миле Левков, Силвана Ангелевска, Велика Стојкова Серафимовска, Љупчо Пренџов, Бојан Стојановски, Игор Здравковски, Тони Јаревски, Златко Пенков, Жаклина Пешевска, Драган Ковачевски, Златко Пенков, Жаклина Пешевска, Јован Јаулевски, Бети Стаменковска Трајковска, Зоран Чојованчев, Стојан Миланов, Владо Мисајловски, Иванка Василевска, Грација Бакрачевска. Значи, мене не ми е јасно што има спорно во тоа да декларацијата по повод 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев биде и единствена точка на оваа седница, да биде прва точка, а бидејќи како прва точка беше одбиен тој предлог, предлагам да биде точка број 1. Декларацијата има за цел да ги обедини сите чинители во општеството околу значењето и делото на Гоце Делчев во револуционерната борба за македонската државност. СДСМ треба да каже дали за нив е спорно во училиштата да се спроведат активности со кои учениците ќе се запознаат уште повеќе со ликот и делото на Гоце Делчев, или што е спорно тоа што се повикува Институтот за националната историја и МАНУ да организираат научни собири, или пак повикот до медиумите со пригодни содржини да го одбележат јубилеот од 150 години од раѓањето на Гоце Делчев. Исто така во декларацијата се повикуваат поштенски услуги да издаде поштенска марка со која ќе се одбележи овој јубилеј за македонската држава. Градењето на националното единство може да се изгради токму овде во Собранието, преку изгласување на декларацијата за историското значење на ликот и делото на великанот Гоце Делчев. За жал, не само што не се обедини, туку и го дели народот по оваа тема. Тоа отвара сериозни сомнежи дека Ковачевски преговара за Гоце Делчев и со тоа за целокупната револуционерна борба за македонската државност. Значи, предлагам точката 11 да биде точка 5. Благодарам.